Овошјето од Македонија од денеска повторно ќе се најде на рускиот пазар, откако Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерација целосно ја укина забраната за увоз на коскесто овошје од земјава. Конкретно од денеска од државава во Руската Федерација ќе можат да се извезуваат цреши, вишни, сливи, кајси, праски и нектарини. Увозот на праски и нектарини од Македонија во Руската Федерација е одобрен со гаранции од македонските надлежни фитосанитарни служби, дека истите тие потекнуваат од подрачја во кои е утврдено дека нема присуство на габата монолинија фруктокола. Струмичките земјоделци велат дека ова е позитивна вест која добро ќе се одрази и врз откупната цена на овошјето. Мислам дека тоа би представувала една позитивна мерка пред се за нашите овоштари кои што се производители на овој тип на овоше, и мислам дека нивните количини сега полесно ќе бидат пласирани надвор од државата. Меѓутоа, кога станува збор за дел од производство на овој тип на овошки, мора да признаеме дека овде става збори за некои типови што сосема мали количини кои што едва ги задоволуваат и нашите потреби, така да мислам ќе стане пред се позитивната мерка за оние производи овошји кои што имаат повеќе количини. Пред се мислам тука станува збор за праската, за вишната, така да се надеваме дека и самите осцилации што настанува со цените, самите падови на цените сега се надеваме дека во иднина, поготово од оваа година, нема да се случуваат овие ексцесии. Забраната за извоз на коскесто овошје во Русија стапи во сила во август минатата година по потврденото присуство на штетниот организам монолинија фруктокола во Македонија. Сега оваа забрана се укинува по извршената инспекција од страна на руските федерални служби за фитосанитарен надзор, која се реализира кон крајот на април годинава. Инаку во првите месеци од оваа година за 90% е зголемен извозот на земјоделско-прехранбени производи од Македонија во Русија споредено со истиот период лани. Зголемениот извоз од Македонија кон Русија во делот на земјоделско-прехранбените производи се должи пред се на извозот на јаболко, но тренд на пораст бележи и кај другите производи.